Општините од југоистокот ќе добијат план за интегрирано управување со отпадот, како на регионално, така и на локално ниво. Станува збор за 10-годишна стратегија која би требало да придонесе за опфаќање на сите рурални неселени места за собирање на отпадот и затварање на дивите депонии по селата. Програмите како на регионално, така и на локално ниво ќе ги изработува Центарот за развој на Југоисточниот плански регион со средства што ги доби од Бирото за регионален рамномерен развој. Целта на изработка на овој план е пред се првично подобрување на заштитата на животната средина во Југоисточниот плански регион, преку се со цел за подобрување на услугите за собирање на отпад и се поголемо зголемување, односно во делот на руралните средини, затоа што познато е дека повеќе поголемиот дел како услуга собирање на отпад се покриени урбаните средини, меѓутоа руралните средини се помалку покриени, зголемување посебно на таа услуга, тоа е едниот дел, а другиот дел секако е и започнување на процесот на затварање на диви депонии, кои ги има буквално во секое едно населено место во Југоисточниот плански регион и секако изнаоѓање на нови услуги и изградба на нова санитарна депонија преку јавно-приватно партнерство. Изработката на годишните планови за интегрирано управување со отпадот ја отвара можноста за избор на нови правила за ангажирање на концесионер по пат на јавно-приватно партнерство за депонијата Шапкар. Да, секако, значи планот ќе се изработи 10 годишен план, регионален план за управување со отпад, исто така ќе бидат изработени 10 5-годишни планови општински за управување со отпад, ќе биде изработена 5-годишна програма за Југоисточниот плански регион и 10 едногодишни програми. Значи ќе биде начинот на подобрување на услугата, начин на затварање на депониите, меѓутоа и изнаоѓање начин и нови услуги, предлог на нови услуги во однос на собирање и на депонирање со отпад, а тоа значи и предлог за јавно-приватно партнерство со цел решавање, конечно решавање на проблемот со отпадот во Југоисточниот плански регион, со секако подобри услови за граѓаните, чиста животна средина и поквалитетни земјоделски производи. Како што е познато, во Југоистокот се уште нема организирано собирање, транспортирање и депонирање на отпадот на една локација, иако овој регион беше во преговори со австриската АСА, со кои пропаднаа пред склучувањето на договорот.